Добро утро вами на вашите гледачи. Јас сакав да поразговараме денеска, бидејќи некако активностите на МВР, на полицијата и така натаму се повеќе зазимаат простор во информативните медиуми, бидејќи сте многу активни. Ајде прво за оваа акција во Прилеп што се случи минатиот викенд и вчера и завчера и така натаму. Што е резултатот од тие апсења на наводни трговци со опојни средства, дроги и така натаму? Видите, по доаѓањето на министерот Пазовски, односно враќањето во Министерството за внатрешни работи во септември минатата година, беше дадена насока да се отворат низ оперативни акции. Знаете, помина периодот на техничката влада, кога МВР знаеме како функционираше и мораше некои работи кои што беа лошо направени веднаш интервентно да се исправат и да се врати повторно довербата на граѓаните во полицијата. Знаете дека минатата година, односно 2019, ние дојдовме до ситуација кога МВР беше институција со најголема доверба во државата, но поради случувањата во техничката влада, таа доверба повторно почна да паѓа. Само да ве допрашам, господин Ангеловски. Јавноста знае дека во Македонија нема сериозен бизнис со дрога, доколку зад неа не стои некаква поддршка или интерес и од делови од полицијата. Гледам дека и во Прилеп сте привеле полициски службеници. Се работи за посериозна мрежа или се работи можеби за инцидентно вмешани ваши службеници? Не, видете, значи, станува збор за оперативна акција која ще е отворена уште во септември минатата година. Значи, се работеше неколку месеци. Овие акции, посебно кога станува збор за ловење на наркодилери, тука ни е потребно повеќе период. Значи, ние мораме да се инфилтрираат луѓе во овие, организирани шеми, да се следат со примерки, да се сите тие да се документираат како докази, бидејќи залудно е вие да приведете некого ако сето тоа не го подкрепите со соодветни докази и утре не биде осуден. Така што поголем период се следи оваа група, како работи, документирани се случаите и нашите колеги кои што ја водат истрагата процениле дека сега е моментот за да се приведат овие лица. Се разбира, кажавте и вие дека има инволвираност и на полициски службеници, за жал е тоа така, и ние работиме на документирање и на тие случаи и во наредниот период ќе има кривична одговорност и за овие полициски службеници. Ќе има ли слични акции во Скопје, бидејќи сепак центарот на целата работа е Скопје, ако во Прилеп се одвива нешто, овдека веројатно барем 30 пати поголемо, а не слушам и не сум видел, ви течат ли операции на барем следење овие што ги велите инфилтрации? Јас сум ја работел оваа тема и како новинар повеќе пати во кариерата и знам колку е тоа комплексна работа. Навистина се секојаш вмешани некакви нивоа од полицијата, не само униформирана, и оваа цивилниот дел од полицијата, бидејќи не е возможно да правите такви масовни операции на, што ја знам, на трговија со дрога, а органите на редот и безбедноста да не знаат за тоа. Па ве прашувам, каде е Скопје на тој радар? Апсолутно, значи ние не само Скопје, апсолутно работиме на цела територија на државата и те разбира, особено ќе бидеме насочени кон санкционирање на овој дел што вие го кажувате, односно поддршка од полициски службеници. Вие гледате дека минатиот период ние приведуваме полициски службеници, корумпирани. Нас не ни требаат корумпирани полициски службеници во нашите редови. Вчера двајца кумановци, колеги ваши, настрадале, гледам, читам денеска во утринскиве информативни билтени, наводно барале подкуп за сообраќајни прекршоци. Мислам дека во сообраќајот имате прилично охрабрувачки статистики последниве месеци. Што се случува? Какви се цифрите? Ние последниот период сме насочени на засилени сообраќајни контроли со цел да го намалиме бројот на жртви на патиштата. Ние постојано во комуникација со граѓаните и она што беше од повратно граѓаните дека тие се чувствуваат небезбедни во сообраќајот. За таа цел направивме оперативни акции и еве ги резултатите сега. Значи 2020 година ја направивме година да биде со најмалку број на жртви,
А она што особено радува е дека јануари имаме само 4 жртви во сообраќајот, за разлика на пример од 9 жртви минатата година. А уште повеќе радува фактот дека еве 8-9 дена веќе во февруари ние досега немаме жртви во месец февруари, се надевам дека така и ќе остане. Колку е тоа резултат на вашите акции, а колку е резултат можеби на некакви ограничени движења, затворени кафеани навечер, нема пијанчења и така натаму, значи целеден низ кој што произлезе од околности заради пандемијата. Имате ли таква проценка? Убави се статистиките, ама треба реално да ги процениме, дали тие статистики се навистина ја одразуваат состојбата на вистински начин? Апсолутно. Значи, ние правиме анализи и оно што ќе го кажеме во јавноста е проверено претходно по сите параметри. Се разбира. Еве ќе ви дадам пример. Велите за затворени кафеани. Во јануари, кога еве немаме политички часови, немаме тие локдауни што ги имавме минатата година, имаме 4 жртви. Во април минатата година, кога имавме постојано политички час, кога имавме заведите на специјалата 4-5 дена локдаун. Да. Кога секој викенд беше затворен, имаме 7 жртви. Значи, апсолутно се неточни такви паузални тврдења од целот да не именувам сега да не... Критичарите на власта, па се разбира. Така. Па тој има работа. Значи, видете вака, напротив, кога нема сообраќај, тогаш е опасност од тешки сообраќајни незгоди. Кога има сообраќај, во гужвата не можете да возите вие 100, во гужвата можете да возите 20, 30 и да има сообраќајна незгода, таа е материјална штета. Проблемот е кога се празни улиците, кога граѓаните возат брзо, и тогаш имаме сообраќајни незгоди со тешки последици. Така што апсолутно тоа не стои. Затоа ние сме насочени кон санкционирање на брзина, на нерегистрирани возила. Знаете, ние во нашите доклади не кажуваме за казни, например, за неисправни светлофигурети, за некои ситни прекршоци. Напротив, насочени со сообраќајните прекршоци кои што предизвикуваат тешки сообраќајни. Јас морам да ви кажам, господин Ангеловски, минатиот пат пред месец дена кога разговаравме, јас сум фрапиран од бројот на луѓе што ги фаќате кои возат без возачки дозволи. Мислам, ајде разбирам, немаат пари да ја регистрираат колата, не го оправдувам тоа, ама можам да разбирам. Но вие секој ден ловите во акциите 30-40 луѓе кои немаат воопшто ни возачки дозволи. А гледаме дека имавте операција во која што фативте голем круг од фалсификатори на возачки дозволи. Збор 2 за таа акција? Да, ние пред неколку дена ви го објавивме тој случај, за жал повторно имаме инволвирани полициски службеници. Па нема криминал во Македонија без полиција обешана, тоа ви е јасно. Тоа е дел од процесувањето на Министерството за внатрешни работи и ние најстрого ги санкционираме сите такви случаи. Во овој случај имаме особина вработени во одделението за управни работи во Скопје, кои што за соодветен паричен надомест издавале возачки дозволи на лица кои што воопшто немаат положено. Господин Ангеловски, осумина тоа е навистина мрежа од, би рекол, организиран криминал, бидејќи тоа не е еден или двајца. Значи тоа функционирало со договори, со разработен систем, предпоставувам. Токму така, знаете, не може едно лице само да издаде возачка дозвола. Тука имате процес да се одобри, значи има работен процес во кој се учествуваат најмалку трој. Така што се разбира дека морале да учествуваат повеќе лица. Ние го имаме тие податоци по долг период и следевме тие случувања и кога веќе проценивме дека имаме една завршен случај и имавме и приведувања, а се разбира тие лица се суспендирани и за нив има и криминална одговорност. Возачките дозволи што се дадени бесправно се одземени, така што тие веќе не представуваат опасност на нашите патници. Тони Ангеловски, портправот на Министерството за внатрешни работи, благодарам за овој утрински брифинг за што велат состојбата на патиштата и во државата, барем во овој сектор што вие го покривате. Ви благодарам, господин Ангеловски. Ви благодарам.